Почитувани, случајно синоќ гледам интервју на господин Пишев на телевизија Интер. Искрено, останав, што би рекле нашите граѓани, со подзејна на уста. Човекот или го лажат, или сам се лаже, а нема кој да му каже. Цитирам. Не ми е потребен ниту бугарски, ниту германски, ниту американски пасош. Се што мене ми е потребно, на мене и на мојата фамилија, е тука во Струмица. Но јас, морам да кажам, имам инвестиции и во соседна Бугарија. Јас и моето семејство во Бугарија сме странски инвеститори и сосема е нормално кога сте во таква позиција да имате една потреба од една определена заштита. Замислете, определена заштита. Онака како што кај нас наборго сите странски инвеститори и собственици на недвижности ќе можат да поседуваат македонски патни исправи. Затворен цитат. Ова неплатена политичка програма на господинот Пишев морав да му ја направам, за да го прашам дали со подпишување на декларативна изјава која носи одговорност по член 313 алинеја 3 од Казнениот кодекс и последици по член 22 од Законот за бугарско државјанство, во кој мора да стои дека лично тој, неговиот татко или мајка, имат бугарско национално сознание и се со бугарско потекло, барал определена заштита. А и тоа, но кога велите дека вам и на вашето семејство, се што ви е потребно, е тука, во Струмица. Дали не подразмисливте кога решавате да инвестирате во странство, а вашиот успешен бизнес во Струмица, барем така милувате да кажете, има направено огромни долгови кон јавните општински предпријатија. Почитувани граѓани, успешниот бизнес на господинот Пишев во Струмица е следниот. Кандидатот кој сака да биде градоначелник на Струмица не ги почитува ниту законот, ниту институциите за кој претендира да ги води. Вистинска катастрофа. Господине Пишев, согласно законот за имот, службен вестник број 61 2004 и членовите 7 и 29, должни сте, штом сте се стекнале со определен имот, да дојдете во општината, поточно во оделението за даноци, и да си ја пријавите со стојбата, па како сите обични граѓани на општина Струмица, да си го плаќате данокот. Вие тоа за вашата Гринфилд инвестиција не сте го сториле, а сте ја имале во врската уште од 2008 година, навално да го направите. Цели 5 години оваа злоупотреба во континуитет носи кривична одговорност, господине пратеник. Што ве прави вас толку посебен, господине Пишев, па се дрзнавте и го прекршивте законот? Господине Пишев, јавно пред граѓаните, објасните зошто имате долг од над 1 милион денари кон јавното предпријатие за комунални дејности, комуналец од Струмица, па ако сакате, зошто и долгот за струја на вашиот Гринфилд Алмакс е исто толку. Ова е невиден срам. Од една страна кандидатот Пишев се представува за успешен бизнесмен и секаде труби дека никому ништо не должи, а од друга го крши законот и прави долг кон јавно предпријатие за чиј патрон бара да добие гласови од обичните смртници во Струмица. Ова е вистинска бесрамна злоупотреба, ова е невидена дрскост, ова е доказ дека луѓе со резервна татковина немаат намера да се грижат за собствените граѓани, туку сакаат се што ќе приберат од нив да го пригреват за себе и веднаш да го изнесат во странство. Е сега, почитувани граѓани на општина Струмица, размислете и одлучете дали сакате ваков човек да биде градоначелник на општина со најмал процент на невработеност во Република Македонија. Добро.